дневниот ред го ставам на утврдување. Кој е за? Против? Воздржан? Тутун или сродни производи во прво читање. Предлогот на законот Комисијата за здравство го разгледува како матично работно дело. Го повикувам предлагачот да го образложи предлог законот. Збор има заменик министерот за здравство. Решение го избегува потребата да се обезбеди посеопфатна и поефикасна заштита на здравјето на граѓаните, особено на децата и на младите, како и од врската за усогласување со европското законодавство и со рамковата конвенција на Светската здравствена организација за контрола на тутун. Пушењето е водечка причина за смртност и хронични болести во Република Македонија. Според податоците од Светската здравствена организација, над 45% од возрастната популација во земјата пуши, што ја става Република Македонија меѓу земјите со највисока стапка за пушење во Европа. Пушењето е поврзано со повеќе од 1/3 од сите случаи на карцином на белите дрвови и значителен дел од кардиоваскуларните болести. Намалувањето на пушењето води кон помал број на боледувања, повисока работна ефикасност и подолг животен век на активното население. 12 до 15 години употребата на тутунски или никотински производи достигнува 17,6% до 2024 година, кој што е највисокото ниво во секоја. Потоа електронските цигари се искачи на 9%, а зегараниот тутун на 4,9%. Учениците се изложени на тук чап во затворени јавни простори. Во споредба со постојниот закон, новото решение носи неколку суштински подобрувања. Пред се проширува предметот на вредување, но наместо да се однесува само на пушењето и началото од содржување, законот ги опфаќа и електронските цигари, производите за загревање на тутун и другите сродни производи, како и заштита од аеросол што тие го создава, како и на местата каде што престојуваат децата. Понатаму се зајакнуваат мерките против рекламирањето и влијанието на тутунската индустрија. За прв пат се забранува изложувањето на производите на продажните места, продажбата преку интернет и преку автомати, како и различните форми на промоција преку социјалните мрежи, разни попусти и наградни игри. Инвестирањето во сеопфатна контрола на тутунот е стратешка и долгорочна одлука, што го подобрува јавното здравје, ги адресира и демографските предизвици и го намалува товар врз здравствениот систем. Затоа е повикувам да го поддржите да го поддржите. Електронни производи е прифатлив и треба да се даде на натамошно читање во собранието. Кој е за? Дали има против? Воздржани? Констатирам дека комисијата оцени дека предлог законот е прифатлив и треба да се даде на натамошно читање во собранието.